Сите процедури се во завршна фаза и клиничка болница Штип ќе започне да се гради со невидена динамика, изјави министерот за здравство Фатмир Меджити, потенцирајќи дека од идната година во болницата ќе биде ставен во функција и толку потребниот акцелератор. Тоа што е во Штипска болница, знаете, болницата на жал не се гради 7 години или 10, сега крајно време е веќе течат сите рокови и процедури, ќе почне со еден невиден динамизам до сега да се изгради таа болница, а во врска со акцелераторот што е во Штип, таму нели треба прво да се направи инфраструктура и замислете, таму е набавен акцелератор, а нема инфраструктура. Знаете како е тоа, не знам и ја како да ви објаснам, но сега ние тој акцелератор ќе направиме инфраструктура, бункер и 2024 тој апарат ќе го ставиме во функција со новиот буџет на Република Северна Македонија. Меѓутоа денес потврди дека огромен број на апарати и модерна опрема стои во болниците неискористена и дека таа наскоро ќе биде ставена во функција. Од прв ден кажав и пратив сите службите што се надлежни за ова програма, кај има сите донација, апаратура скапа што е платена и што не се искористува од страна на здравствените работници, да има еден попис и точно да се знае каде што има, дали имаме кадар или да дисперзираме, или тие апарати да се носат на друга установа, кај ќе бидат корисни за акцелераторот на онкологија. За жал ви викам, не знам зашто било така, да имаш еден нов акцелератор со таква финансиска сума и да стои под прашина 7 години, да не се стаи употреба, навистина не би можел да ви кажам зошто е тоа така направено. Она кое што за Меджити во овој момент покрај сите скандали во здравството е важно што ќе има нови 2000 вработувања, од кои 600 во септември. Но тоа друго што го правиме сега како влада најавуваме нели во администрација 2000 вработувања ќе има. Сега ќе почнат во септември и тоа некаде околу 600 и ја вложа максимални напори да овој број во здравството да се зголеми, на кај да се движиме. Ова е проблематика за вработување, за немање кадар, но тука не дека сакам некого да обвинам, но тука треба да се бара одговорност и во минатите раководства, менаџери на овие установи, што никогаш немале предвид кој кадар им треба, на која установа, на која болница, на која клиника